Почитуван подпредседател, почитувани колеги и колешки пратеници, почитувана македонска јавност, почитувана колешка Георгиевска. Како што и самата кажавте, дадовте општ осврт на буџетот и веруете тоа е вашиот пристап, меѓутоа веќе 2 години поред овде како поставувам суштинското прашање, секогаш кога дискутираме за буџетот, прашањето е на кое што и писакала вие да се осврнете, како овој буџет ја намали сиромаштијата. Буџетот често велам им припаѓа на граѓаните и граѓаните имаат права да знаат како овој буџет ќе им помогне токму на нив. За потсетување, ние имаме половина милион граѓани кои што живеат со 120 динари на ден. Сиромаштијата расте, цените растат. Дури еве, не треба јас да го кажам тоа, вчерашната седница впрочем ве демантира дека парите не се насочени соодветно ниту во изминатиот период, ниту сега заради тоа што ние прогласивме 3 кризни состојби, од кои 2 здравствена и енергетска. Енергетска во која што 10% ќе покачи струјата. Сакам да им објасните на граѓаните како овој буџет им помогне токму на нив, за да преживеат секој нареден ден, особено од 1 јануари. Ништо што ме загрижува исто така, веројатно со причина го заобиколивте, кога говорите за економски развој, дозволете да ве потсетам дека не можеме да говориме за економски развој се додека во буџетот намалувате ставка и средства во борбата со корупцијата. Не постои општество кое што може да се развива доколку вие не инвестирате, односно не вложите средства во борбата со корупцијата, во борбата со владењето на правото. За жал, овој буџет не може и не е насочен во таа насока, што дополнително ве демантира како влада која што честопати милува да се нарекува прогресивна, дека реформи ниту во наредниот период нема да можете да испорачате. За многу повеќе во она што говоревте ќе се осврнам и јас во мојот дел. За сега ве замолувам да им одговорите на граѓаните во Македонија како овој буџет ќе им помогне да ги надминат и енергетската, и економската, и здравствената криза. Ви благодарам.